Добро утро, Ване. Во второто линковско вклучување да се наоѓаме во централното градско подрачје, овој пат во ова јавување на вистина раздвижено на низ градот од автомобили и пешаци и се наоѓаме во моментов можеби на најубавото место во центарот на градот, улицата Максим Горки или познатата улица на црешите, и можете само да уживате во убавината на расцветаните цреши кои што можат вистински да се доловат со само еден поглед, меѓутоа тоа е моментално. За да го овековечите би требало да направите една фотографија која што всушност ќе го даде личниот белег и личното видување на самиот фотограф кој што ќе ја направи таа фотографија. Со мене утрово е Томислав Георгиев, фоторепортер, фотограф, кој што, како што најавија од студио, ја добивте и наградата Никола Младенов за најдобра фоторепортерска фотографија. Меѓутоа би сакала да ве прашам како вие би направиле една фотографија да ги овековечите, да овековечите убавината на овие убави расцветани цреши на улицата Максим Горки. Добро утро на сите. Имав обид вчера да го направам тоа. Сакам премногу идеална да ја претпоставам. Имаше убави, ама не ја искористив никаде. Овој период од денов на Сабајле е прекрасно сонцево и сериозно сакам некојаш да речам дека не изгледа на Скопје, алудирајќи дека изгледа на убав град во пролет, и ова е многу лимитирано време за фотографирање, затоа што само 10 дена се расцветани, така да е можете да заприметите како луѓе врваат, сите пробуваат да направат некаква фотографија, така да не знам, може да овие неколку дена ќе сликам нешто. Имате добиено голем број на награди за вашите фотографии, меѓу кои и ова што ја добивте Никола Младенов за сликата Црква. Што всушност представувате и каква емоција пренесувате, каква автентичност преку оваа ваша фотографија? Фотографијата е направена во црквата Свети Никола во Вевчани. И беше интересна илустрација за текст во врска со црквата, за некои нивни ставови кои беа многу конзервативни, во најмала рака. Беше многу интересно, беше недела и внатре во црквата немаше никој, освен особата која на фотографијата, и внатре имаше многу чато темјани, затоа се тие зраци така направени и изгледа интересно. Не знам, знаете, една фотографија не треба премногу да се објаснува. Секој си ја разбира секако, ако е доживена многу повеќе начини различни од вие што мислите, още направиле добра работа. Фотографијата не треба од аспект на професионален фотограф. Практично не треба да биде само класично документирање на нешто што го сликате, туку како што велите вие, фотографијата треба да носи во себе љубов, емоција, но и личен печат на тој што ја фотографира, но од друга страна пак да им оставите можност и простор на сите оние кои што ја гледаат фотографијата да ја доживеат на свој начин. Ете, тоа е големината. Да, тоа е разликата. Фотографите гледаат малце поинаку на истите работи. Можат да ги издвојат тие мали фрагменти, делови од кои сакат да ги прикажат од истиот настан кој го документираме. Нашата јачина е тоа да ја раскажеме приказната низ една фотографија и тоа да биде уникатно, да не бидат премногу фотографии кои го објаснуваат настанот. Да, претпоставам дека ние сме тренирани тоа да го направиме. Генерално велиме дека Македонија е прекрасна земја со природни убавини, знаменитости, културно-историски споменици и приказни од историјата, некако малку пошироко кажано. Меѓутоа забележувам дека во вашите фотографии вие забележувате моменти, представувате моменти кои што имаат едно пошироко значење во доживувањето. Па во поширока смисла на објаснување на зборот фотографија се подразбира тоа. Тоа е момент кој го зачувувате на фотографија, е вечен. Само тој момент, една секунда пред или после, е многу различна фотографија, ама како документ таа секунда е многу битно да имате, се вика одлучувачки момент во фотографијата. И сега да, во Македонија има фантастични места кои се уште мислам дека не се откриени. Не зборувам само за тие убави National Geographic пейсажи кои ги имаме, но има сериозни
приказни кои мислам дека треба почесто да ги раскажуваме од нашата држава. Развојот на модерната технологија овозможува секој да проба да биде фотограф, да увековечи некој момент или настан со својот мобилен телефон или било што од модерната техника има. Меѓутоа, сето тоа не може да ја засени професијата фотограф, односно фоторепортер. Да, мислам дека не е во ризик таа професија. И да, секако новите телефони овозможуваат сериозно да искреираат фотографија, дури нереална. Ние фотографите дури имаме проблем со сите тие филтри на Инстаграм. Треба да се представи реалноста. Да, и сега ќе ви покажат фотографија, сега со со вештачка интелигенција, тој е на ниво повеќе. И човекот кој ги помени тие филтри изгледа неверојатно, мислам не е тој на крајот на сликата, ама луѓето им се допаѓа. Така да манипулацијата со иако мислам дека не може да сепак треба да има основни познавања на фотографија да ја направи, без разлика колку е моќна технологијата, е човекот кој стои позади или телефонот или апаратот. И он одлучува кој е моментот да фотографира и да направи неговата слика во тој момент. Покрај следењето на секојдневните настани и случувања преку објективот на вашиот фотоапарат, имате можност да создавате фотографии од личен аспект. Кој е следниот предизвик за Томислав Георгиев? Следниот предизвик си го ветив пред многу години, мој долгогодишен проект кој требаше да излезе во книга. Требаше пред некоја година, ама никогаш немаме време за тоа. И сега во едно интервју годинава кажав дека годинава е 2024, пошто имаше работно име некој Скопје 2014. Не врзано со градбите, него со како терминологија, како работно име беше Скопје 2024. Таман е 10 години сега 2024 и мислам дека годинава веќе почнав. Голем дел фотографиите да ги едитирам, да ги ставам во посебна папката, долг процес. Се надевам таму негде до октомври, ноември дека ќе излезе книга. Си го ветив на себе, тоа ми е најголемиот предизвик за годинава. Го очекуваме реализирањето на овој ваш предизвик, а до тогаш секако да не радувате и избогатувате со уште многу ваши убави автентични фотографии. Верувајте, на сите ни се допаѓаат. Ви благодарам. Ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Исто ви благодарам на вас. Студио се надевам дека и преку разговорот и преку објективот на камерата ви ја пренесовме атмосферата овде од улицата Максим Горки и секако преку инсертите од дронот можевте да уживате во овие утрински убавини од главниот град.